Сојузот на синдикати на Македонија ги анализирал и истражувал цените во 6 супермаркети во државата, но битно зголемени цени на производите не забележал. Глобално кога би зеле, мислам дека нема одредени големи покажувања на цените на прехранбените артикли, но сепак ние ги правиме тие анализи секојдневно, а нормално и јас себе како граѓанин и како представник на синдикатот секој ден пазарувам и секогаш гледаме дека цените останаа онаки какви се и ние и со тие цени веќе не можевме да направиме и да купиме нешто повеќе од она што досега сме купувале и се гледа дека стандардот на граѓаните се потешко излегуваат на крај. Кај кои артикли се забележени споменатите зголемувања и за колку? Малку се забележува одредено покачување кај јајцата, кај зејтинот. Гледам некаде зеленчукот веќе дали е сезона или не е сезона, веќе стварно превисоки се цените. Имаме пиперки од 350, 280 денари, се движат до 250, доматите веќе 200, 200 и нешто. А еве го веќе одат празниците, а не знам како луѓето ќе се снајдат да направат една скропна трпеза. Според експертите, ефектите од кризата кај нас се уште не стигнале и може да се очекува зголемување на инфлацијата. Ефектите од кризата ќе стигнуваат сукцесивно, тие нема да дојдат преку ног. И кај нас целокупната понуда на стоки е од увоз. Ние имаме многу малку сопствено производство, еве пред се зборуваме за прехранбените производи, така да ние и сега, без ова светска криза, ние имаме увезена инфлација, која кај нас ако официјалната статистика ја димензионира на 3,5 до 4%, сега ќе порасне, така да секако ќе имаме инфлација и преку 7 до 8%. Премиерот Христијан Мицкоски е согласен дека е можно инфлаторно зголемување, но не значајно за да ја поремети домашната економија. Владата, тврди Мицкоски, ги презема сите чекори за заштита на животниот стандард на граѓаните, но и обезбедува услови за стабилно работење на компаниите.